Хам Делчево започна со спроведување на кампања Стоп за блокирање на социјалниот број на корисници на социјална помош или поново кажано гарантиран минимален приход. Целта е конечно да се сопре незаконското извршување на социјалниот број кој што треба да обезбеди право на живот на корисниците на социјална помош. Средствата што ги добиваат корисниците на ГМП всушност се средства кои што ќе им овозможат за периодот додека бараат работа или имаат одредена попреченост со која што треба да се лекуваат, да не бидат блокирани истите. Значи во тек е блокирање од страна на извршители, на локални самоуправи, на банки, на средства кои што се наменени за хуманитарна помош, исплата на минимални социјални пензии, исплата на социјални додатоци, надоместок од работа за скратено време и така натаму. Иако беше подпишан меморандум за соработка помеѓу комората на извршителите, банките и Министерството за труд и социјална политика, сепак оваа одредба не се почитува. Не се почитува од причина затоа што извршителите не можат да го препознаат социјалниот број, банките постапуваат по закон за платен промет и не смеат да го коментираат извршувањето, а на крај последиците ги користат или се одразуваат на самите корисници на гарантиран минимален приход. Постапката е следна. Кога не известуваат корисниците на ГМП дека се блокирани, ние ги упатуваме во Центарот за социјални грижи, одлека што земаат потврда дека се корисници, носат кај извршителите, се врши деблокада, меѓутоа од истата причина поради провизија, банката им зема по 1400-1700 денара надоместок за спроведената услуга. Ова е незаконски и во ваков случај треба корисниците да ја судат банката. Како може некој кој што зел кредит, останал без работа, станал корисник на ГМП, свесен е дека должи на банката, да ја во исто време да ја суди банката. Значи ова не е кампања против извршителите, локалната самоуправа и банката. Ова е кампања да го заштитиме социјалниот број, затоа што овој проблем се однесува на извршителите, тие велат ние не го препознаваме социјалниот број, се наоѓаме во два пати исти напор да блокираме и да деблокираме, банките да вршат блокада и деблокада, локалните самоуправи да блокираат и да деблокираат, сите се наоѓаат во небрано, а на крај сепак последиците ги користат самите корисници на социјална помош. Токму заради тоа, снимани се повеќе од 20 видеа во нашиот регион, при што планираме во следниот период да снимаме и во Западна Македонија, се со цел да ги притиснеме, да лобираме кај донесувачите на одлуки, да се заштити конечно социјалниот број преку измена во законот за извршување, во делот на законот за платен промет, во делот на законот на постапување на МТСБ спрема корисниците на социјалниот број. Сигурни сме дека ќе даде резултат, знаеме дека веќе гласот има добрено дури и до самиот премиер и очекуваме во текот на наредната недела во самата влада да ни се обезбеди простор да го презентираме проблемот пред донесувачите на одлуки. Среќни сме што во меѓувреме е деблокиран и парламентот и најпосле пратениците кои што се дел од законодавниот дом, каде што се носат закони, да донесат квалитетен закон кој што ќе им служи на граѓаните, а не закон кој што постои за самиот себе. Здраво, сакам да ви се обратам на сите да се запознаеме со една ситуација што, например, бидејќи немат право, а си го прават нивното право како што сакат. Прво да ви се представам, јас сум Бејан Тумеведов од Делчево. Бевме вработени јас и жена ми двојцата. Имаме земено кредит од Унибанка од Делчево. Привидејќи останавме без работа и двојцата во време сега кај што е на пандемија, немаме излаз и мораше да си направам за минимална гарантирана помош, бидејќи сум со мало дете. Веќе сме корисници веќе 5 или 6 месеца веќе. Значи, од социјалната помош, што е гарантирана, немаме земена воопшто ни денар. Затоа што банката од Унибанка си ги повлачи парите за кредитот. Значи, тоа што немаат право да го прават и си го прават, значи остануваме без денар. Значи, ние сме со мало дете, значи сакам да се преземе мерки. Ова, значи, не само за мене, може да се деси на секој, бидејќи
и веќе е критична и работата, значи човек да се запосли, за да има некој примање, да има некој приход за нормален обстанок. Здраво, значи јас сум Благојчо Георгиевски, живеам со инвалидизирано лице мојата мајка Горица Георгиевска и двојцата сме под терапија. Тоа можам да го докажам, значи со извешти од специјалисти и слично. Од општина Делчево бех блокиран за некој данок што претходно не бех известен. Се направи деблокажа под притисок на општина Делчево, од страна на општина Делчево финансии. Значи, работев, идвам со болна нога сум и за тоа поседам документ. Работев, сега што ги зедав парите, денеска мора да ги уплатам. Значи, мајка ми зима 9000 и нешто да не работа, јас сум социјален случај. Значи, втора работа. Законски право, 1/3 е дозволено на лица со таквива со маленки примања и инвалидизирани лица за одбивање 1/3 никаква блокажа. Значи, според закон, мајка ми моментално отплаќа кредит, значи 1/3 се одбива, значи нема право за блокирање. Тоа што можам да го кажам, значи не само за себе, за мене, за сите граѓани треба да бидат ослободени од тие или да им се пружи некоја прилика да се плати на повеќе рати или слично. Или јавно комунално предпријатие што соработка со општината може да се обработува. Значи има многу начини да се тие пари платат. Не е лесно, блокири. Прво, у епидемија политички часови. Не мога да разберам, не мога ни да свана. Кое е доброто? У кое добро ни живее? Това е од мене што мога да кажам. Како параправник во здравствената програма работам повеќе од 5 години. Мојата улога како параправник е да ги патувам клиентите до надлежните институции, да ги придружувам по потреба и да ги советувам околу проблемите што ги имаат. Со оглед на ковид ситуацијата, повеќе луѓе останаа без работа и се корисници на гарантиран минимален приход. Со донесувањето на законот што е донесен за корисниците на гарантиран минимален приход да се заштитат од извршување, корисниците на гарантиран минимален приход кај нас во нашата канцеларија се јавуваат со блокирани сметки од страна на извршителите. На дел од клиентите им се одбиваат средствата кои ги примаат како корисници на социјална помош. На други целосно им се блокираат сметките и иако тие имаат посебен социјален број кој не е препознатив кај извршителите. Ние како параправници ги упатуваме клиентите до Центарот за социјална помош да се извадат потврди дека се корисници на социјална помош, да ги достават кај извршителите, за да можат да ги деблокираат нивните сметки. Сето тоа губат време и плюс плаќаат за деблокажа во банките. И за сето тоа време клиентите се без никаков приход. Сите знаеме каква е моменталната ситуација во целиот свет. Луѓето остануваат без работа, а единствен приход им е социјалната помош што ја добиваат од државата. Дали да платат струја, дали да платат вода и да си купат за храна. Како да го поминат месецот, а извршителите им го зимаат и тоа малку што им останува и што го добиваат како приход за преживување во оваа кризна ситуација.